Да, го почнуваме студио 10 со колегата Мирче Адамчевски. Адамчевски, дали се слушаме прво, дали се гледаме? Да, јас ве слушам, видео врска немам, меѓутоа претпоставам дека вие ме гледате. Да, во рете се добро за сега. Да ве прашам, според ова што се случува во Украина, последно е тој декрет на председателот Зеленски. Тој се уште не верува на извештаите на западните медиуми дека токму утре Русија ќе ја почне инвазијата врз Украина. Тие извештаи се направени врз некои проценки на безбедносните служби, но сепак Зеленски ги повика украинците да ја пеат националната химна утре и да ги истакнат знамињата во сите градови и села. Прво за оваа руска инвазија, вие верувате ли дека токму утре ќе почне нападот на Русија врз Украина? Не верувам никако и може спокојно да бидат украинците, затоа што инвазија ќе нема. За тоа зборуваат најновите вести и она што се случуваше за време на викендов, зборува дипломатскиот десант што беше во Русија деноеве и конечно најважната средба, односно разговорот меѓу Бајден и Путин. Резултатите од тоа е дека според мене ќе нема никаква инвазија, ќе почнат преговори. Што е испазарено меѓу Путин и Бајден, јас не можам да кажам, но очигледно нешто е испазарено, затоа што русите денеска веќе почнуваат да ги повлекуваат некои воени единици од два воени округа, што значи тоа е она што го бара Запад за да почнат преговори дипломатски, да има некаква деескалација. И како прв чекор од таа деескалација, мислам дека е повлекувањето на единиците од два воени округа. Да не заборавиме дека вчера така и беше и наместено, кај председателот Путин беа примени во одделни средби министрите за одбрана и за надворешни работи Сергеј Шојгу и Сергеј Лавров. И ако внимателно следете што таму се разговараше, беше јасно дека ќе работите, ќе тргнат во позитивна насока. Министерот Шојгу реферираше дека целите од маневрите, бидејќи се водеа маневри горе во Белорусија, и целите се исполнети така што веќе може да почне да се зборува за повлекување на војските, а Сергеј Лавров рече дека во американскиот предлог има нешто интересно околу кое што може да се дискутира, да се разговара. Веќе тоа беше најава дека ќе нема ништо од онаја еуфорија воена и Русија што е нарекува воена хистерија, дека на 16 февруари русите ќе нападнат. Мислам дека сега е отворен патот за диалог и за дипломатско решение. Но сепак не знам кои се ветувањата, што се ветувањата. Затоа што знаеме русите имаат едни барања, а Западот други, а Украина трети. Да, за тие барања сега ќе разговараме. Господине Адамчевски, кризава трае веќе со недели, можеби со месеци. Тоа што вие велите една медиумска хистерија, таа навистина постои во целиот свет. Цело време разузнавачките агенции реферуваат податоци, велат дека инвазијата е речиси сигурна, претходно кажуваа кога ќе почне, отприлика сега веќе има точен датум кога ќе почне, но факт е дека на украинската граница Русија навистина донесе 150.000 војници, иако официјална Москва цело време негира дека ќе изврши инвазија врз Украина. Таа се повикува на своето право на одбрана, на своето право да врши маневри во склоп на својата територија кога сака, но сепак тоа се толкува како еден притисок врз Украина. Украина и официјално бараше одговор преку организацијата ОПСЕ, бидејќи има такви механизми да се побара одговор зошто Русија донела толку војска на својата граница. Кажете ми, кои се анализите за коренот на оваа криза? Значи, известно е дека Москва ги донесе тие војници, тие трупи за да изврши некаков притисок. Од друга страна,
прашање е дали навистина Москва планирала да направи класична инвазија врз Украина во било кој момент, иако тоа западните земји и Соединетите Американски држави пред се упорно го тврдат. Значи, кој е коренот на оваа криза? Кои се интересите на Западот и на Русија кои се прекршуваат во Украина? Да, прво, пред конкретно да ви одговорам на тоа прашање, ќе се навртам на она што го рековте на почетокот за разни податоци од специјални разузнавачки служби, да знаете дека цело ова време, овие 2 месеца колку што трае оваа криза, иначе таа почна уште минатиот април минатата година, кога се сеќавате, беше најавено дека еве Русија трупа војски на границата со Украина, па и тогаш се зборува 100.000. Станува збор за една пропагандна специјална војна која што се води меѓу истокот и западот, во која што не се штедат ни едните и другите во насока кој кому повеќе ќе му нанесе штета. Сега за коренот. Корените се во моментов за нив може да се каже дека корените се во 2014 година, но конкретно мислам дека се започна со она што Русија го објави, односно писмото отворено до Западот и до Америка конкретно, значи до НАТО и до Америка, за преиспитување на безбедносната архитектура, да речеме, во Европа и руското барање на гаранции за незината за безбедноста на Русија. Ова е поттикнато од фактот што кон крајот на студената војна, во разговорите и преговорите што се водени на рускиот претседател Горбачов од американска страна му се дадени усмени гаранции дека НАТО нема да оди на исток. Меѓутоа, знаете што дури и писмени гаранции не значат ништо, а да не зборуваме за усмени гаранции. И НАТО почна поход кон исток, не водејќи сметка за интересите на Русија, а Русија тогаш беше слаба, не можеше да крене глава од незините внатрешни проблеми што ги имаше економски и политички. Меѓутоа, до 2007 година така одеше и тогаш во Минхен имаше една голема конференција, онаа безбедносна конференција, секоја година што се одржува, и на неа Путин за прв пат до 2007 година запраша до каде ќе одите. Значи реагираше на монополарниот свет и рече дека не се Америка, американците не се тие кои што треба да диктираат како треба да се одвива по меѓународната политика и дека има потреба од повеќе поларен свет, што гледаме денес после 15 години од 2007 година наваму, дека сето тоа се остварува, дека веќе Америка не е она што беше, се разбира, иако е најголема и политичка, и воена, и економска сила. И сега, тука јас мислам дека е позадините, барањата на Русија, американците и Западот одговорија заеднички дека не согласуваат со такви барања, особено ако видиме дека внатре стануваше збор за неширење на НАТО, за повлекување на инфраструктурите на НАТО, онаму каде што се ставили во земјите кои што се примени после 1997 година, и за непримање на Грузија и на Украина во рамките на алијансата. Сето тоа предизвика дополнителна конфронтација, пак ново натрупување на сили. Нормално, станува збор за една воена игра и за наметнување, создавање криза во која што треба некој сега да попушти или да одиме во отворена воена конфронтација. Сите се заложија дека не се за воена конфронтација, затоа што воена конфронтација во Европа значи и воена светска конфронтација. Воена светска конфронтација па значи уништување на светот. Не случајно 5 постојани членки на Советот за безбедност, Советите нации, пред некој месец дадоа една заедничка изјава дека тие се против употребата на нуклеарно оружје во светот. Така што поаѓајќи од ова, мислам дека нервите дојдоа на крај и на Америка и на Русија. Русија со друг не разговара.
само со Америка и претпоставувам дека во саботата е направен некаков компромис меѓу Бајден и Путин и ги гледаме сега овие потези што од денес се прават, потези на ескалација, да речеме почетна ескалација, која што ќе доведе до седнување на маса. Господин Мислам, Адамчевски, тоа се корените, да. да, кога зборуваме, ќе продолжиме да разговараме за аспекти на украинската криза, но сакам само ова прашање во однос на ширењето на НАТО. Тука имаме два аспекти. Едниот аспект е стравот на Русија и интересите на Русија за својата безбедност, кој цело време Москва ги кажува, сега веќе ги достави и во писмена форма до западните држави, како што кажавте, таа дури побара и земјите кои се веќе членки на НАТО, на дел од тие источни земји да се повлечат војниците на НАТО и техниката од тие земји. Од друга страна се интересите на самите земји, бидејќи знаете и вие самиот, сите тие земји станале членки на НАТО по волја на своето население, како што е во Македонија, например. Сите анкети покажуваат 70-80% значи интерес и волја за приклучување во НАТО и претпоставам дека така е во сите тие земји. И сега прашањето е, ако луѓето, ако граѓаните на самите тие земји, на Полска, на Чешка, на Естонија, на Литванија, сакаат да влезат во НАТО, како може друга држава да бара тие да излезат од Сојузот? Иако тоа е интерес на таа држава. Тоа не е спорно дека е интерес на Русија, но сепак жителите, граѓаните на тие земји сакаат да бидат во НАТО. Значи, мислам, тие не сте вовлечени на сила во организацијата. Нормално. Да, некои на сила не се, меѓутоа се од стратешки мерки, да речеме балтичките земји не беа подготвени воопшто за НАТО, меѓутоа беа примени нормално од геополитички и геостратешки причини. И ред други држави, меѓутоа тоа беше волја и на граѓаните, како што рековте. Тоа е интерес на тие држави да се приклучат кон евроатлантските алијанси. Меѓутоа, од друга страна, постои интерес и на Русија. И таа има собствен интерес. И не случајно таа во како што се развива сега состојбите, инсистираше на некои документи кои што се усвоени во Астана и во Истанбул, документи на ОПСЕ, во кои што се вели дека секоја држава има право слободно да се приклучи кон било која, да речеме, воен блок или асоцијација некаква, значи никој не може да спречи. Меѓутоа, таа треба да води сметка и за безбедност, значи при тоа, кога води сметка за собствената безбедност, треба да води сметка и за безбедноста на другите. Значи, да не биде на сметка на другите. И токму кон на тоа се повикува и цело време зборуваше и Лавров, и тоа го потенцираше и Путин во неколку наврати, значи да се почитува она што е усвоено и врз документ врз кој што се подпишани председателите на Америка, на Русија и на, да речеме, земјите членки на НАТО и сите други. Значи, чим се договориле да се води сметки за другите, да се води сметки за безбедност на другите, значи градењето на собствената безбедност да не биде на штета на другите. Сега тука треба да се разговара, да видиме која е штетата што може да се нанесе на Русија со примањето, да речеме, утре на Украина во НАТО. Путин рече, што сакате вика заради Украина и ние да водиме војна со НАТО? Или со Грузија, која што е, да речеме, на границата на Русија. Така што претпоставам дека го имаат, затоа што и на Запад велат дека да, треба да се води диалог со Русија, треба да се разговара, да се види кои се нивните интереси, кои се сите се против сверени интереси. Меѓутоа, како што работите, се наметнуваат сверени интереси. Да не забораваме, Русија пред некоја недела имаше гласови во Русија, веќе инсталираме и ние на Куба, да речеме, или во Венецуела, сега не е битно каде, во близината на САД ќе инсталираме ракети, одма реакција од Америка, не смеете вие како ние ќе преземеме енергични мерки против тоа.
Значи, тоа е сфера на интерес на Америка. Значи, ако некој има право на сфера на интерес, тогаш и друг би требало да има право на сфера на интерес. Сега е прашањето чија сфера до каде ќе се протега. И мислам дека тука ќе се водат разговорите и најтешките разговори ќе бидат тука. Да. Од друга страна, украинската криза, освен безбедносниот аспект, го има и енергетскиот, економскиот аспект. Се чини дека сепак на некој начин од оваа украинска криза Русија профитира, бидејќи енормно скок на цените на гасот и на нафтата, кој е главен руски извозен производ, пред се гасот, на некој начин се чини дека на Москва и годи ова сценарио, па дури некои велат дека и намерно го намалува дотокот на газ за Европа за да се подига цената. Не е така. Вчера разговара Бајден и Џонсон, Бајден и премиерот Џонсон, британскиот премиер, и ако видите нивното соопштение, тие веќе зборуваат за намалување на зависноста на Европа од руски газ. Со други зборови, тоа не значи само да русите нека продаваат помалку или да не бидеме зависни, него тоа значи дека политиката на Трамп, дајте да продаваме повеќе газ за Европа ние. И ако го следите движењето на цените на гасот и движењето и транспортот, ќе видите дека гасот најмногу цената се зголеми кога на далечниот исток побарувачката беше голема, поради олабавување на мерките на коронавирусот, засилување на стопанствата, засилување на производството и беа потребни нови количества. И сите американски бродови со течен газ одеа во таа насока. Кога таму падна цената, се свртеа нааму и од пола пат доаѓа во Европа, затоа што европската цена беше поголема. А да не заборавиме дека рускиот газ кој што се продава во Европа, во најголем дел е продаден на Германија и на други земји со кои што имаат долгорочни договори. А долгорочните договори имаат определена цена, да речеме околу $300 за 1000 кубни метри. А берзанската цена на која што инсистираше Европа, за да немаме вака руски монопол, да не правиме долгорочни договори, ќе одиме на берза и берзанската цена нормално као на берза отиде едно време и до $2000. Сега околу $900. Така што мислам дека овде ќе голема игра и американска, не само околу Украина, него и да може да се намали зависноста на Европа од газ, а со тој да се намалат приходите на Русија од газ. Инаку Русија заработи овој период од газ, но не толку колку што може да се предпостави гледајќи ги цените какви беа. Најмногу заработија шпекуланти и банкари, според некои извори, дека шпекулантите и банкарите најмногу има заработено, толку повеќе што ефтин руски газ кој што се увезуваше во Европа, реверзибилно се враќаше во други земји и се купуваше да речеме по 300 и се продаваше по 500, 600, 700 на тие земји. Практично шпекулантите и трейдерите најмногу заработија на гасот. Да, чудна е позицијата на Германија во ова приказ на германскиот канцелар Олаф Шолц. Вчера ја посети Украина, ја посетува и Русија, тој ги оди во двете земји, но досегашната позиција на Германија беше на некој начин резервирана во однос на украинската криза и отстапуваше од улогата на другите членки на НАТО, да речеме, и на западните земји. Германија е една од земјите кои не прифати да прати големи количества оружје на Украина како помош, што го направија другите земји членки на НАТО. Тие пратија некоја дефанзивна опрема и од медицинска природа. Исто така Германија имаше извештаи дека не дозволила и прелет на авиони со оружје преку германска територија, а нивните пораки цело време се порезервирани. Зошто улогата на Германија се отстапува во оваа приказна? Значи, тука имаме две-три работи. Прво, треба да не е јасно дека не е само Германија, дека тука е и Франција. Двете најголеми сили во Европската Унија, Британија веќе не е таму,
двете најголеми сили, немаат ист приод кон ситуацијата во Украина, како што имаат Британија и Запад. Британија и Америка. Британија и Америка се перијаниците на отпорот против Русија и нормално кон нив се привлучени некогашните советски, некогашните земји членки на Варшавскиот сојузници на Советскиот сојуз, да речеме, Балтичките, Полска, други трети и некои помали земји кои што не се за споменување, кои што немаат влијание големо во алијансата. Резервираноста на германците, тие си имаат своји акти, документи донесено дека кога има воени кризи на воени жаришта некаде, Германија не учествува со оружје. Таа не дозволува ни да се користи, да речеме, германско оружје дадено на Литванија, на Естонија, не дозволува тоа оружје да се префрли во Украина. Причината е, ви кажат, значи, дека не може германско оружје да се користи во региони каде што има воени или сакани од воени дејства. И цело време на тоа Германија се вади и затоа им даде 5000 кациги, шлемови, 5000 шлемови им даде воена болница. Не знам французи дали воопшто им дадоја, затоа што знаете, внатре тие се единствени, се постигна големо единство во Европа околу спредставување на Русија, но единството е постигнато само во делот ако влезе Русија. Значи, ако влезе инвазија, тога ќе направиме ова и ова. Се друго меѓувреме зборува за неединство. Значи, гледаме ние изјави. Еве, Италија дури некаде читав денови, вчера, завчера, дури и ќе можела да стави и вето за одредени работи. Америка и Русија, и Германија преговара за ситуацијата целокупна, меѓутоа Германија инсистира дека Северен поток 2 не смее да биде чепнат. Или дека Русија не смее да биде исклучена од меѓународниот систем за плаќање, тој SWIFT, како што го вика. Затоа што те имаат огромни плаќања со Русија. Како ќе биде тоа? Ќе се нанесе не штета само на Русија, се нанесе штета на Европа, односно на Германија, на тие земји кои што се работуваат со Русија. Така да Германија си има своји интереси. Сите си поаѓаат до своите интереси. Да ви кажам, никому не му е гајле во моментов, мислам сега у наводници, нема многу гајле за Украина. И да знаете, работата е Запад, Исток, Америка, Русија. Тие како ќе решат, тие како ќе сонесат, така ќе играат и Украина и други овие помалите земји. Нормално, Германија и Франција ќе осарат на своето и мислам дека тие треба да работат најмногу затоа што се членки на Нормандскиот квартет, затоа што учествува во преговорите околу спроведувањето на така речените мински договори, а во крајна линија се и соучесници во пучот што се направи 2014 година. Да не забораваме дека дента пред пучот сегашниот германски председател Штајнмајер, еден француски политичар, еден полски министер за внатрешни работи, заедно со Јануковиќ потпиша документ за смирување на ситуацијата во Украина, за почеток на преговори. И кога сето тоа беше потпишано, кога се врши работи, кога се очекуваше почеток на преговорите, се појави Викторија Њуланд, сегашната заменичка на државниот секретар Блинкен во Америка, и кога беше безобразно рече кој ги онакве европјаните. И немаше ни преговори, ништо. Јануковиќ разбра дека се работи, има опасност за неговиот живот, избега од Украина, замина во Русија и од тогаш наваму ги имаме работи кои што полека ескалира, па имаше воени дејства, па постоеше опасност сепаратистите од Исток да го заземат целиот Исток, па дури и Харков и други делови, па тогаш повторно се јавија Франција и Германија, па преговори, па формирање на Нормандски квартет и да се прекине со воените дејства. Меѓутоа,
сепаратистите веќе останаа да држат еден дел кој што не е мал, да речеме, со Русија. Еден дел од Украина кој што не е мал. Така што работите не се многу наивни. И сметам дека сега Украина, Франција и Германија ќе направат нешто. Може би има тука дел од пакетот од преговорите на Америка и на Путин и на Бајден во саботата. Да не забораваме дека 2015 година Џозеф Бајден као потпредседател на Америка отиде во Радата, там нивниот парламент, украинскиот, и инсистираше на спроведување на минските договори. Сега прашањето е како тие да се спроведат. Дали онака како што е напишано, односно имаме различно читање на договорите. Едни викаат руско читање, други викаат украинско читање, трети викаат западно читање. Како што тоа бива во секоја криза. Во однос на Германија уште едно прашање, читав една интересна анализа во однос на улогата на Германија и таму освен влијанието на Северен ток 1 и 2, на зависноста на Германија од рускиот газ, на улогата на поранешниот германски канцелар Герхард Шредер во целата приказна, кој стана дел и од управниот тим на Газпром, па и околу тоа се дигна голема бура во Германија. Има уште еден многу интересен аспект кој беше обработен во таа анализа, и се вели дека Германија тоа не го кажува официјално како став, но сепак кај германските политичари постои една вина поради Втората светска војна, па затоа е тој нивен на некој начин благонаклон став кон Русија, не сака да бидат премногу агресивни кон Москва поради својата улога во Втората светска војна. Верувате ли дека и во тоа има нешто вистина? Не, може би има, меѓутоа тие знаат како помина во Втората светска војна. И Сергеј Шојгу на една изјава, не знам чија беше во Германија, со која беше закана кон Русија, им рече сетете се вашите дедовци како помина во Втората светска војна. Мислам дека германците, ако нешто има некако сентимент кон Русија, тоа е фактот дека Русија дозволи спојување на Источна и Западна Германија. Ако Русија беше против спојување, тие две немаше да се бидат споени, може би не тогаш, може по 10 на 15 години ќе се споја, може би ќе имаше и немири, не знам како. Меѓутоа, Русија е државата која што практично даде соглас од двете Германии да се спојат и Германија да е сила онаква како што е денес, благодарение на тоа. И мислам дека тука се уште има луѓе во Германија кои што се благодарни на Русија за тој нејзин гест. А од друга страна, на германците преку глава им од Втората светска војна, тие толку во себе чувствуваат, имаат чувство на вина, што гледате како се однесуваат. Секаде кога ќе одат, се поклонуваат на жртви, се поклонуваат на ова, се извинуваат. Тоа влезено веќе кај во генот, еволуирано е и мислам дека и тука е делум, и тоа делумно влие врз односот кон Русија, затоа што знаат, тие имаат милиони жртви, и русите имаат милиони жртви, војуваат и ако се вратиме па во историјата, тие и војувале, меѓутоа и биле и се братимеле. Така што односите не се така едноставни меѓу Русија и Германија. Тие стотици години наназад имаат определени врски кои што будат разни чувства. Еве сега кај вас на вашата телевизија пренесувате Катерина Велика. Вие знаете дека руските царици биле све од Германија доаѓале, сите биле германски. Таму ќе видите историјата, затоа викам, историјата многу зборува за соработка меѓу Русија и Германија, но и за војни меѓу нив. Да, таква е историјата и на Русија и Германија и на повеќето европски држави. Во однос на ова што го спомнавте за Источна Украина, таму Донецк и Луганск се под контрола на сепаратистите, на бунтовничките сили. Тие не се официјално поддржани од Москва, иако сите извештаи и сите податоци велат дека таму тоа е директна помош од Русија, дека таму учествувале и припадници на руската армија, припадници на руските платенички групи, како што е групата Вагнер, која веќе делува во целиот свет. Но друга е состојбата со Крим. Крим е официјално анексиран
од Русија како дел од меѓународно признаена украинска територија. Русија тоа го направи според сите извештаи и анализи кои беа направени за да не се затвори излезот на Црно море за Русија, бидејќи тоа биле интенциите според анализите, но сепак како и да е се работи за формална анексија на дел од туѓа територија. И тука Москва направи еден преседан кој порано го нема направено. Ниту Советскиот сојуз, ниту Русија за прв пат направи еден таков чекор кој може да представува опасен преседан во меѓународните односи и изговор за некој друг да го направи тоа во иднина. Мислите ли така? Значи, преседанот беше направен претходно со Косово, кога НАТО без и Америка, без санкции, значи без дозвола на Обединетите нации, ја бомбардира Југославија, донесува своји трупи во Косово и под заштита на тие трупи парламентот косовски донесе одлука за независност. Значи преседанот е направен и тоа Русија, токму тоа, тој преседан, Русија го користи насекаде кога зборува за Крим. За преседан што веќе е направен. Да не заборавиме, русите прават сега се она што е направено на Запад. Меѓутоа во руска верзија многу грубо е сето тоа направено. Многу грубо е направено. И сега не сакам да се оддалечам, и внатре во Русија се затвараат, има новинарите ги прават како странски агенти или медиуми или притисоци. Сето тоа, меѓутоа така се прави грубо што човек ќе се чуди, па што прават овие русиве? А истото, да речеме таков за странски агенти постои во Америка, меѓутоа таму е сосема друг закон, таму има судови, има ова, она, не може така само да биде. Така да кажам дека тој преседан го користат русите и викаат дека да, ние дојдовме таму без испукан куршум, луѓето излегува на референдум, 80-90% не знам колку беа за присоединување кон Русија и Египет се присоединија. Значи, ваму седнал парламентот, под закрила на западните сили, таму се направи референдум под закрила на руските сили, тие се присоединени кон овие се прогласени независни. И што имаме денес? Имаме една држава Русија која што има нова федерална единка и која што нема намера веќе да ја враќа назад, а и Запад е веќе помирен со тоа. И имаме една држава кај нас во соседство која што допрва си го бара местото во меѓународната заедница. Да, во целава приказна се вмеша и Кина. Кина особено не коментира многу кога се работи за НАТО, бидејќи во принцип тоа е организација која не е блиско до кинеските граници и премногу не ја тангира кинеската стратегија. Тие е нормално дека се против ширење на НАТО и тоа е во склоп на кинеската политика, но не коментираат премногу, но сега се вклучија директно и тие после последната средба на рускиот и кинескиот председател, Кина вели дека НАТО треба да престане да се шири на исток и ја поддржа Русија во ова. Дали мислите дека Кина сега, особено со своите стратешки интереси, повеќе ќе се вклучи во ова приказна и повеќе во иднина ќе зборува и за НАТО? Вака сега да ви кажам, значи НАТО што ще направи? Значи Северноатлантска алијанса, така? Значи Северноатлантска алијанса, Атлантикот од оваа страна, а Кина е во Тихиот океан кој што е на сосема другата страна. И нема потреба НАТО да војува во Ирак, да војува во Афганистан, а знаеме како поминава Афганистан, него тие треба да се водат грижа, да се водат според она како што се нарекуваат, да водат грижа за безбедноста во Атлантикот. Но Америка оди сега чекор натаму, прави нови сојузи, а Кина и Русија се и против тоа во еднодневната заедничка изјава што беше некој донесена пред една недела на 4 февруари, кога Путин замина беше во еднодневна посета на Пекинг, се зборува и против новиот пакт кој што го прават Британија, Австралија и Америка. Значи таму се создава нов пакт кој што ќе користи
атомски војни подморници и така натаму и други, сигурно нормално врз основа тоа и други војни работи. Да, тоа и го нарекуваат веќе пацифичко НАТО на некој начин, така. Нормално. Значи, сега во светот што има? Почнуваат едно НАТО таму, едно НАТО овдека, па да не забораваме НАТО во НАТО сега се формира, не знам дали сте запознати, Британија, Полска и Украина ќе прават војна алијанса некаква, алијанса ќе прават и тие. Значи НАТО во НАТО. Па што ќе се случи? Па НАТО ќе се распадне на ова НАТО што го имаме, што го знаеме. Така да идеите се против ширењето на НАТО, тие се може вика нека си постои алијансата, меѓутоа се против ширење на НАТО и против и тие се сега за ако Русија е за нова безбедност архитектура во Европа, кинезите заедно со русите се разбира се залагаат за нова безбедносна светска архитектура. Нова безбедносна светска архитектура. И тоа значи дека треба, според мене, да седнат тие 5 големи сили кои се членки на Советот за безбедност и да седнат и да се договорат. Тие може тоа да го направат во Њујорк. Нека се договорат. Председатели, ќе правиме вака, ќе направиме. Што да направиме за побезбеден свет? Тоа треба да направат, а не да прават само да се отварат поеди жаришта лево или десно. Меѓутоа, знаете како? Се поаѓа од интересот на држави. Тако немаат интерес за државите. Ако тие немаат интерес да има мир во светот, тоа ќе нема мир. Да, како би ги коментирале ставовите на помалите држави, членки на НАТО, како што е Македонија? Еве имаме една споредба направиме со Македонија и Хрватска. Имаме две диаметрално спротивни изјави и ставови. Хрватскиот председател Милановиќ предизвика бура која рече дека хрватските војници не треба да одат во Украина, дека тие не треба да гинат за НАТО, иако Хрватска е членка на НАТО во таа криза. Од друга страна, македонските званичници, како што е и Министерската за одбрана, но и други, кажаа дека Македонија е членка на НАТО, дека ќе ги исполни своите обврски во основ на алијансата, доколку има потреба за тоа. Иако за волја на вистината треба да појасниме дека НАТО и генералниот секретар на НАТО кажа, Јан Столтенберг, дека НАТО нема да војува во Украина, дека тоа не е војна на НАТО во принцип, бидејќи Украина не е членка на НАТО. НАТО нема никаква обврска тамо да војува, но сепак еве кризата ги предизвика овие реакции и овие ставови на двете земји, како Македонија и Хрватска. Што е според вас вистински и по реален став, оној на Македонија или оној на Хрватска во случајот, бидејќи двете земји се членки? Мислам дека одговорот на нашата министерка е многу пореален и пообјективен, затоа што, видите, Македонија што е едно зрнце во песок, кога ќе го гледа земе НАТО, меѓутоа е членка. Нема моќ, нема позиција да диктира нешто, меѓутоа е членка. И нормално, таму кога ќе се договараат, ќе се разговара, ќе се донесат ставови, ќе се за наредни чекори и Македонија ќе ги и треба да ги спроведува нив. Да не забораваме, еве некој Бајден кој разговараше со лидерите од Запад, зборуваше со Франција, со Германија, првиот човек на НАТО, првиот човек на Европска унија, Британија и Полска. Толку, све се заврши. И мислам и Италија беше. Нема друг никој не беше викна на тој состанок. Значи тие се главните во НАТО. Сите други се споредни играчи, мали играчи. Порот ми е дека Македонија сосема правилно министерката постапи, кажа како ќе се договорат, како ќе се донесат заклучоци, ние ќе ги спроведуваме. Милановиќ веројатно претпоставувам дека од внатрешно политички потреби излезе нема хрватски војници доаат во Украина. Па хрватски војници не смеат доаат во Украина, ако отидат во Украина хрватски војници, тогаш ќе дојде до конфронтација меѓу Русија и НАТО, затоа што Хрватска е членка на НАТО. И не може нека мала земја ќе текнела, па ќе направи војник. Мислам, тоа го кажа Милановиќ. Така, повеќе за внатрешно политички потреби, отколку што као знак на некаква меѓународно издржана политика на Хрватска кон ситуацијата што се
ситуацијата што имаме. Затоа што можеше и Милановиќ да рече како ќе биде НАТО, како ќе кажат, така иде. Меѓутоа си имаше своји интереси. Да не забораваме дека 2 недели или 3 претходно па Пленковиќ беше во посета на Киев, премиерот Пленковиќ беше во Киев, па ветуваше вака и вака, па ќе ви дадеме поддршка, ако треба и воена, ќе ви дадеме поддршка, како ние ги избркавме србите овако, значи таа олуја, како се вика тие операции, можеме да ја помогнеме, за такво нешто да ги протеруваат украинците, луѓето од областа на истокот која што е под контрола на сепаратистите. Веројатно и тука има пак нека и личен анимозитет меѓу двајцата хрватски политичари. Затоа сметам дека да, нашиот став беше исправен. Да, тука повторно кажам треба да се појасни, НАТО кажа дека нема сигурно да војува во Украина, но тоа го кажа и американскиот председател Бајден на неколку пати дека американски војници во никој случај нема да војуваат во Украина доколку дојде руска инвазија од страна на Москва. Тие велат дека иако војно и помагаат на Украина и ќе помагаат, сепак американски војници нема да учествуваат во таа војна. Ведејќи тоа би значило директно американско-руска војна конфронтација на терен. Некои анализи велат, господине Адамчевски, дека Америка и Русија цело време се судираат во тие прокси војни преку своите сојузници, како што е во Сирија, како што е во Либија, како што е во Ирак, како што е во некои африкански држави, како што беше во Авганистан, но дека тие никогаш нема директно војно да се судрат американски и руски војни единици. Велат, ако дојде до тоа рече се сигурно ќе значи почеток на Трета светска војна. Нормално. И тоа таква политика и Бајден е во таа насока е мирољубив, која зборува, која вика и тој кажавте и вие дека нема да одиме ние во Украина американски војни, затоа што тоа ќе значи војна меѓу Русија и Америка, војна меѓу Русија и Америка, знаеме што значи тоа, значи војна во цел светот, значи може и крајна постоење на светот. А што ги спомнате тие прокси војни, тие се постоеле и ќе постојат. И спомнавте преска вие Вагнер единиците руските, тоа сте платена приватна војска, по нарачка си одат, тоа исто како што, ако се сеќавате, американците имаат еден куп такви приватни војски, кои што се користеа во Авганистан, кои што се користеа во Ирак, кои што се користат денес во Африка, кои што се користат на многу места, па ако да не заборавиме, дури такви инструктори, советници, имаш и во Македонија, имаш и во Косово, па и на просторите на бивша Југославија, меѓутоа тоа се платени бивши офицери кои што отишле во пензија и формираат такви своји компании, така ги викаат приватни безбедносни компании, и тие водат некој пат и војни или учествуваат во војни, така што но тоа не е официјална војна на државата, не е официјална војна руска или не е официјална војна американска. Да. Добро, господине Адамчевски, ви благодарам за овој разговор. Мислам дека од прилика ја анализиравме целата ситуација и еве да заокружиме на крај, вие велите војна нема да има. Ќе нема војна, нека спијат спокојно утре украинците и не случајно Зеленски им рече вчера одете на улица, излезете со знамења, пејте песми и нема ништо да биде. Меѓутоа штетата на Украина е направена. Тоа мене многу ми е манка што со политиката што се водеше во изминатите периоди, нанесена голема економска штета на Украина, нормално економската штета доколку доеше од инвазија ќе беше уште поголема. Меѓутоа игрите на големите ги трпат малите. Да, ви благодарам уште еднаш на разговорот. Благодарам на поканата. Ова беше разговор со господинот Мирче Адамчевски, новинар кој ги следи украинско-руските случувања.